9 часот и 31 минута, време е за разговор во живо. Сите вие кои што имате деца, внучиња, следете го со внимание следниот разговор, бидејќи разговараме за нешто што е многу актуелно. Периодов се преполни амбулантите со деца кои што доаѓаат и се жалат на настинка, на вируси, на нивното кревко детско здравје влијае многу и аерозагадувањето. На овие неколку теми денес особена чест и задоволство ми е што ќе разговарам со примариус доктор Душко Фидановски, кој што е шеф на педијатрија во клиничката болница Аџи-Бадем Систина. Добро утро за вас, докторе. Добро дојдовте во Ја сакам Македонија. Многу ми е интересно што и јас ќе се запознам со некои работи кои што досега можеби не сум ги знаела. Верувам дека ќе влијаеме едукативно денес и на гледачите. Само да напоменам уште пред да почнам да ви поставувам прашања, дека денес можете да се јавувате на 31166566, линиите ќе бидат отворени сето 10 часот. Сето она што имате да го прашате, а зашто е стружен доктор Фидановски, ќе можете да го прашате. Не мора да е од оваа тема, меѓутоа тоа е конкретната тема на која што ние ќе разговараме во студиото. Како што кажав, преполни амбулантите овој период. Вие стручно ми објасните на што се должи тоа. Па ова е вообичаено сезона кога се менува нели патологијата заради која доаѓаат пациентите во нашите амбуланти и се хоспитализираат. Значи се работи за зголемен процент на респираторни заболувања. Ние ги делиме на горно и долно респираторни инфекции, значи инфекции на грлото, на носот, на ушите, на ждрелото, на трахеата, меѓутоа и долно респираторни инфекции, тоа се инфекции долу на дишните, подолните дишни патишта, значи бронхите, алволите од типот на бронхити или пнеумонии. Тоа е вообичаено сезонско зголемување на овој тип на заболување, значи тоа е периодот некаде од ноември, декември, па трае некаде до февруари или март месец. Она што е карактеристично за оваа година, тоа е дека според она што го гледаме во досегашниот период од годината, имаме зголемен процент навистина на деца кои што доаѓаат амбулантски, им е потребна амбулантска интервенција или се хоспитализираат. Сигурно за 20 до 25% повеќе има такви пациенти во споредба со минатата година. Тоа е едната работа, а другата работа е дека во оваа година малку порано почна таа сезона на овие заболувања, на овие инфекции. Ако порано пикот беше некаде во декември месец, еден пик, а потоа доаѓа како по правило кога децата не одат на училиште, еден период на пауза, па као се смирува целата состојба, повторно имаме некаде февруар и март месец. Оваа година овој зголемен процент на деца со респираторни заболувања трае некаде од средината на октомври, значи цел ноември имавме навистина огромен број на амбулантски прегледи и голем број на хоспитализации и се уште траеве декември оваа година. Што спаѓа под респираторни заболувања, да им објасниме? Па како што реков, тоа се заболувања кои што го напаѓаат респираторниот тракт, значи тоа се дишните патишта, почнувајќи од носот па завршувајќи со најситните делови на дишните патишта, тоа се практично алвеолите. Може да бидат од различна причина, најчесто се вирусни инфекции, секако и бактериските инфекции се тука, алергиските причини за појавата на заболувањето на респираторниот тракт, значи најчесто се работи за вакво нешто. Има секако и други болести кои што хронично го напаѓаат респираторното стебло, а кои се на некој начин, велиме ние, декланшираат, односно се појавуваат во овој зимски период. И сега како може да им помогнеме на родителите со овој разговор да направат разлика што е вирус, што е бактерија, како вие препознавате таму кога ќе ви ги донесат децата? Реков веќе, најголем процент од инфекциите на респираторниот тракт кои што се и најчести кај децата, значи тоа се вообичаено најчестите инфекции кои се јавуваат кај децата, во 80% се смета дека се вируси. Значи само 20% се бактерии. Секако многу е битна клиничката слика, меѓутоа клиничката слика кај децата, посебно кај помалите, не е многу карактеристична, па врз основа на тоа само да кажеме ова е вирус или е ова бактерија, сигурен сум. Туку треба да се направат и дополнителни испитувања, пред се лабораториски, биохемиски испитувања и микробиолошки испитувања. Пред да се одлучиме за каков тип на терапија ќе дадеме. Значи, многу е важно да диференцираме дали се работи за вирус или бактерија, бидејќи знаеме дека вирусите не бараат
антибиотска терапија, а бактериите задолжително имаат потреба од антибиотска терапија. Од друга страна, она што многу често го гледаме, преголемото давање, непотребно давање на антибиотици, антибиотици кои се многу силни, давање во несоодветни дози или давање тогаш кога не треба, што доведува само до создавање на резистентни форми на бактерии кои потоа кога ќе треба да ги лекуваме не ќе можеме соодветно да ги излечиме. Така да постои начин да се тоа разграничи за да знаеме што точно даваме и кога даваме. Не само да дадеме алиби терапија за да го на некој начин побрзо решиме или покриеме случајот, на тој начин нема да постигнеме ништо. Можеби вирусот ќе се прита или бактеријата, а потоа повторно ќе се земе свој замав за неколку дена и ќе се врати во уште по тешка форма отколку пред тоа. Така да е ова многу важно што го рековте, да се разграничи дали се работи за вирусна или за бактериска инфекција. Уште нешто што сметам дека е многу важно, би се задржала малку на дијагностицирањето. Мене ме интересира што може да се докаже конкретно со брисевите и дали брисевите се доволни за дијагноза на болеста. Со брисевите ние докажуваме дали се работи за бактериска инфекција и која е бактеријата како причинител на таа инфекција. Резултатите се добиваат најрано за 24 часа, значи микробиолошката обработка е таква да може да за 24 часа добиеме за каков тип на бактерија се работи, дали се работи за еден тип или за друг сој на бактерии, а за 48 часа добиваме дефинитивен наод која бактерија и што е уште многу важно на кои антибиотици таа бактерија ќе делува, за да знаеме каков тип на терапија да дадеме. Сега во последно време постојат и испитувања со помош на брисеви кои што може да се разграничи дали се работи и за вирус, значи посебно кога станува збор за инфлуенцата која ќе стане сега актуелна, грипот типот А или Б, да се разграничи за кој тип на грип се работи и доколку се работи за грип, дали е тоа, за да знаеме со што имаме работа. Така да бактериолошката обработка е многу важна во целата оваа приказна, за да се диференцира, како што реков, дали се работи за бактерија и ако е бактерија, која бактерија. Најчесто ние чекаме тие 48 часа да добиеме резултат, па потоа почнуваме со соодветна антибиотска терапија ако треба тоа да се направи. Кога зборуваме за брисевите, исто така е многу важен начинот на кој што се зима. Значи треба правилно да биде земен брисот од местото каде што е локализирана инфекција. Да речеме ако се работи за грло, брисот треба да биде земен од крајниците, така наречените крајници или тонзили, стручно кажано, или од самите лаци на непцето, а доколку брисот биде земен несоодветно, значи да биде земен од некој друг дел од устата, каде што не очекуваме да има бактеријата, тој може да биде негативен, меѓутоа лажно негативен. Токму ова беше моето следно прашање, како да ми ги читате мислите, имам напишано кои се причините на брисевите да не се докаже ништо, а на вистина да постои инфекција. Значи тоа е несоодветно место од кој што е земен. Да, несоодветниот начин на земањето. Кај децата е многу, да речам, специфично тешко да се земе правилно бриз, бидејќи тие обично реагираат, се бранат при таа манипулација, така да треба внимателно да се направи целата постапка, детето да не се истравматизира, а сепак правилно да се земе брисот. И треба брисот што побрзо да се засади, односно да се почне процесот на обработка на брисот, бидејќи ако стои брисот во несоодветни услови, како што е земен, тогаш бактеријата може да угине и да не порасне, така да имаме повторно лажно негативен наод. Ќе ги замолам од режијата само телефонскиот број да го стават на крол, за да можат гледачите да се јавуваат и исто така снимателот кога има гледач да ме информира за да знаеме кога да прекинеме со разговорот. Сега се префрламе на нешто друго, аерозагадувањето. Потоа ќе зборуваме и за превенција и за појачување на имунитетот кај децата и како да се реагира нели при првите симптоми, меѓутоа како аерозагадувањето најпрво влијае исто на детското здравје? Па можеби она што го кажавме на почеток како една од причините зошто имаме зголемен процент на деца со респираторни заболувања, бидејќи респираторниот тракт, респираторниот систем е прв во контакт со воздухот, нели воздухот влегува преку дишните патишта, а потоа навлегуваат сите оние материи кои што ги има воздухот во организмот, во циркулацијата, така да тој прв е атакуван од воздухот и сето она што го има како штетно евентуално во воздухот ќе придонесе да дојде до пореметување на неговата нормална функција.
Така да една од причините зошто оваа година имаме зголемен процент на деца со респираторни заболувања, можеби е тоа што ние имаме секоја година, знаеме, загадување во Скопје, во Битола, во Тетово и во други некои места од Македонија, меѓутоа мислам дека оваа година загадувањето ни дојде порано. Ако порано беше декември месец тој кај што она мерење на оние PM честички 10 или другите содржини на смогот се појавуваат во декември, оваа година мислам дека веќе во почетокот на ноември имавме многу висок процент на загаденост во посебно утринските и во вечерните часови, така да можеби тоа е едната причина, а другата причина е тоа што ова време влажно и топло, значи глобалното затоплување или промените климатски кои што ги имаме последните години кои стануваат се поизразени, значи да имаме клима која што е влажна со многу врнежливи денови во текот на годината и процентуално повисоки температури за одредени периоди на годината допринесе да исто така имаме пораст на алергиските заболувања и на респираторните заболувања предизвикани од инфекции, вируси и бактерии. Сега тука ќе го вклучиме и првиот гледач. Добро утро. Добро утро, убав ден. Поздрав до вас, убав ден имајте, повелете со вашето прашање. Поздрав и до вас. Имам само едно прашање. Децата што ќе се вакцинираат на 14 годишна возраст или без разлика, имаме во понеделник вакцина. Дали докторот е должен да го наслуша тоа дете? Дали е настинато? Или само обично лично сум присуствувала, само зема вакцината и му ја стават. А никогаш не ги наслушват. Нели сега имаме вируси, може тоа дете да е малце запатено, а не да не искажува дека е. Тоа ме интересираше. Дали лекарот е должен да го наслуша детето пред да ја прими вакцината? Добро, во ред. Ви благодарам на прашањето, имајте убав ден. Го разбравте, доктор? Да. Добро. Секако задолжителен е преглед пред секоја вакцина и мислам дека ниту едно дете не е вакцинирано, а да не е прегледано. Не знам зашто гледачката има таков впечаток, меѓутоа секако дека пред да се даде вакцината мора да се види дали детето е здраво, доколку има некоја хронична болест да се види дали треба да се вакцинира или да се даде некој посебен тип на болест, некој посебен тип на вакцина, а ако се работи за акутна инфекција, акутна болест, секако дека вакцината треба да се одложи, бидејќи ниту едно дете не смее додека е акутно болно од некоја инфекција или некоја друга болест да прими вакцина, значи тоа е една од контраиндикациите, така да задолжително е преглед, а ако треба и други испитувања како што е крвна слика, други лабораториски испитувања, па дури и микробиолошки испитувања, вклучително и брисевите. За да сме сигурни дека детето е здраво пред да се даде било која вакцина, не на 14 години, него и во било која друга возраст. Добро, верувам дека гледачката е задоволна од вашиот одговор. И јас понатаму би сакала да ве прашам што доколку навреме не се излечи кашлицата, настинката, ако не се реагира и како тоа би можело да се развива понатаму. Прво што првично да превземат кога ќе почувствуваат дека нешто такво се случува со детето. Веројатно ќе советувате да одат на доктор, меѓутоа. Да, треба да одат на доктор, секако треба да се сепак да се следи детето. Родителот најдобро го познава своето дете, знае што е во неговата историја претходна, знае што се случува во фамилијата, бидејќи голем број од респираторните заболувања се велиме ние фамилиарно има оптеретување, значи има болест кај родителот, кај некој од потесната фамилија. Така да многу добро знае за своето дете како да реагира во случај да дојде до некои симптоми на болест. Значи следење, не веднаш одење на доктор, него во одреден временски период да се следи, да се види што се случува со детето. Дали е, бидејќи кашлицата е многу чест симптом, најчесто е причина, најчесто е последица како болест која што започнува на респираторниот трак, на дишните патишта, меѓутоа може да биде манифестација на некои други заболувања, односно заболувања кои не се лоцирани баш примарно на белодробието, туку може да го атакуваат срцето, дигестивниот тракт и така натаму и така натаму. Значи, да не се даваат, доколку зборуваме за кашлица, значи да не се даваат на своја рака лекови кои што ја смируваат кашлицата. Многу често се случува такво нешто. Детето кашла, ќе му дадам некое сирупче кое ќе ја смири кашлицата. Посебно не сирупи кои што
делуваат на смирување на кашлицата. Може евентуално ако се реши некој, ако тоа не е и тоа добро, да се даде нешто што ќе го разводе ни секретот за да може полесно да се искашла. Никако давање на препарати кои што делуваат депресивно на центрите за кашлица, односно кои што ја смируваат, меѓутоа не го решаваат проблемот. Секако треба да се види што е причината за кашлицата како една од најчестите симптоми на болестите на белите дроби, меѓутоа и на другите органски системи, па дури потоа да одлучи лекарот што и каква терапија ќе даде. Од вашето долгогодишно искуство работно, кои се грешките кои што најчесто ги прават родителите? Дома. Па најчестите грешки се тие да се даде, да речеме, неоправдано антибиотик. Тоа на своја рака? Да. На своја рака се дава антибиотик, без да се консултира лекар, сметајќи дека на тој начин најдобро ќе му се помогне. И давање исто така на препарати кои што ја намалуваат температурата, премногу често давање на такви, значи пречесто во текот на денот, не на она препишано временски интервал кој треба да се даваат антипиретиците и давање на за било која температура. Значи температура ниска некоја 37 со нешто да речеме и веднаш давање на антипиретик, бидејќи треба да разберат родителите дека температурата, појавата на покачената температура телесна представува одбранбен механизам на детскиот организам. Значи организмот реагира на болеста која што го атакува и не треба веднаш било каква температура да се намалува, бидејќи на тој начин се создаваат услови во организмот кои не му одговараат на причинителот на болеста, вирусот или бактеријата. Така да сакам да кажам дека не да се остави да гори детето со часови температура 39 и 40, меѓутоа сепак немојте веднаш да интервенирате, оставете да видите што понатаму ќе се случува и давајте антипиретик само тогаш кога навистина има висока температура или температура која подолго време трае и во дози кои ги препишува лекарот. И втората работа е секако неоправданото на своја рака давање на антибиотици. Добро утро за следниот гледач. Ало, добро утро. Добро утро, господјо. Ве поздравувам. Повелете. Во студио сум, претпоставам дека чекав подолго време. Поздрав до вас, поздрав до докторот. Сакам да прашам, имам син од 4 годишна возраст. Уште како бебе имаше бронхит и често, значи, бронхитот му се презентира со долго кашлање. Значи, кашла интензивно додека не го исфрли шлајмот или дека кога беше помал тоа веќе како повраќање доаѓаше. Значи, правени сме алерготестови, на исфрено нема покажено, а за другиве препарати уште беше мал. Ни кажа дека целото кашлање не е хронично, дека е само од алергиски аспект и последно што кашлаше вирусно беше. Сега беше во подобра состојба, ама пак од време на време знае да кашла. Почесто кашла во ноќните часови и тоа, значи со лекарот, матичниот лекар ни препиша овие да пиеме сирупи за алергија што се. Сега последно што го користиме беше летизен, па ни го смени на Зиртекс. И инхалации по потреба, значи со физиолошки раствор. Ако е нешто посериозно, тогаш додаваме и Декса, во некои критични ситуации Вентолин. Сакам се да го слушнам докторот неговото размислување, дали е во ред или треба нешто како се гледа на оваа работа. Толку од мене поздрав. Добро, ви благодарам за вклучувањето. Сега ќе ослушнете одговор. Да, прашањето беше комплексно, не може лесно да се одговори. Од ова податоци што ги добив, не можам да разграничам дали се работи за обични рецидивирачки респираторни инфекции предизвикани од вирус и од бактерии во период кога е сезона за тоа, значи зимски период, дали се работи за дете кое оди во градинка или е дома, бидејќи вообичаено кај децата, 4 годишна возраст, значи се работи за дете кое оди најверојатно во градинка, каде што вообичаено е, нели, каде што имаме група на деца на еден мал простор, да има поголем број на инфекции во текот на зимскиот период. Може да се работи и за алергија, многу често причината за повторувачката кашлица, појавата на секретот во дишните патишта е од алергиска основа. Алергијата не мора да биде класична алергија на храна,
на лекови или на облека, може да се работи и за алергија која е предизвикана од некои други штетни агенси, како што го спомнавме, аерозагадувањето. Аерозагадувањето исто така може да доведе до нарушување на нормалната одбрамбена механичка бариера на дишните патишта, значи оние клетки, оние мали, ситни влакненца кои што го елиминираат секретот кој нормално се создава во дишните патишта, така да и тој може да доведе до појава на вакви рецидивирачки бронхити, инфекции и појава на секрет кој што подолго време трае. Како и да е, гледачката спомна дека се правени алерголошки тестови, меѓутоа има голем диапазон на алерголошки тестови кои се прават некогаш и неоправдано. Во зависност од возраста треба да се процени дали треба да се направат кожни алерголошки тестови или тестови кои што се прават од крвта. Тие треба да бидат направени од доктор кој што се бави со таа патологија, значи најчесто се тоа доктори пулмоалерголози. Треба да се повторат доколку еднаш е направено, треба уште еднаш да се направи, значи треба една консултација со лекар кој што го работи тој дел. Во нашата болница Аџибаден Систина постои одел пулмоалергологија каде што работат искусни доктори пулмоалерголози, така да ја поканил гледачката да дојде, да се јави, да закаже преглед кај некој од докторите кои што тоа го работат, за да ја расчистат убаво работата, за да се знае точно за што се работи. Давање исто така неоправдано на антихистаминици, го спомна зиртекот, летизенот. Исто така, една од грешките, кога ме прашавте пред малку за кои се најчесте грешки, може да го спомнеме и антихистаминиците кои што многу лесно се даваат, а кои што имаат повеќе несакани отколку сакани ефекти ако неоправдано се дадат. Така. Добро утро за следниот гледач. Малку почекавте, меѓутоа одговор ни даваше докторот на претходната гледачка. Повелете со прашањето. Добро утро. Добро утро. Поздрав до вас и до докторот. Вака, сакам да го прашам докторот за едно негово мислење. Значи, дали физичката активност во зимски услови за дечињата може да биде причинител да они полесно се разболат? Во смисол, значи, физичка активност, мислам да еве, да речеме, примерно пешачењето на водно, нели кога се замараме, имаме потреба наместо на нос, почнуваме да дишеме на уста. Дали тоа дишење на уста во текот на физичка активност за дечињата надвор може да биде причинител да страда грлото, или пак вие препорачувате, пошто бете тоа е мојот став да речеме, дека секоја физичка активност во зимските услови надвор на дечињата им ја јакне слузо кожата на носот. Сакав, значи, чисто стручно мислење медицинско од докторот, дали треба да стимулираме физичка активност на дечињата во зимскиот период надвор, или пак во тој период да ги едноставно причуваме дома. Благодарам многу. Ве разбравме одлично. Ви благодарам, имајте убав ден. Еве го одговор. Се препорачува апсолутно физичка активност на отворено, меѓутоа во услови кога имаме висока загаденост, во местата каде што тоа е така, апсолутно не. Значи само контрапродуктивно е вдишувањето на воздух кој што е богат со токсини, со честички кои можат штетно, веќе реков, да делуваат и да направат поголема штета отколку корист од таа физичка активност. Може би во такви услови подобро е да физичката активност биде во затворени простори, меѓутоа секако физичката активност е многу добра за детскиот организам, прилагодена спорт и физичка активност прилагодена на возраста. Секогаш тоа мора да се истакне, во зависност од каква возраст е детето, таков тип на спорт или на физичка активност. На отворено се препорачува, не кога се многу ниски температурите, не кога има магла, не кога има загадување, меѓутоа кога температурата е барем 10 степени и повеќе над нулата и кога воздухот е чист, секако многу добро ќе делува физичката активност за подигање на целиот организам, посебно за јакнење на имунитетот во текот на овие зимски месеци. И сега споменавме за физичката активност, меѓутоа ајде да кажеме збор два и за исхраната и за течностите кои што треба да ги внесуваат, би спаѓале во превенција, нели, како да не дојде до ова, меѓутоа и кога се лекуваат, нели, од неопходна е здрава храна. По однос на исхраната е многу важно правилна исхрана уште во текот на првата година. Значи, тоа е, мислам, пресуден фактор во здравието и во животот на детето, каква е исхраната, дали е правилна исхраната во текот на првата година, бидејќи тогаш се создаваат навиките, тогаш се создава имунолошкиот одбранбен систем, тогаш се формира,
Така да она што ќе го атакува организмот во тој период, се мисли на храната, а и на околината, е многу важен како детето понатамо ќе расте, ќе се развива. Пред се, тука би го истакнал позитивното влијание на мајчиното млеко, значи тука апелирам повторно, доењето, исхраната со мајчиното млеко во првите 6 месеци и ексклузивното доење практично и почнување на внесување на храна по препорака на педијатар, меѓутоа не пред 5 и 6 месец. Значи тоа е од големо значење посебно за појавата на алергиските заболувања. Да не зборувам за позитивните ефекти што го има мајчиното млеко и на другите параметри во формирањето на здравиот организам. Понатаму секако доаѓа во предвид и користењето на витаминските препарати во текот на зимскиот период, мултивитамински препарати кои ги има голем број на пазарот и можат да се користат, и секако во текот на зимските месеци користењето на препаратите кои се богати со омега масните киселини, значи рибиното масло го препорачуваме, посебно во текот на зимскиот период за регенерација на респираторниот епител, за подигање на имунитетот и одбрамбените засилување на природните одбрамбени механизми. Постојат и голем број на препарати кои делуваат од типот на антиоксидативно. Тука се биофлавоноидите, меѓутоа и голем број на други кои што исто така кога ќе се дадат оправдано на одредена возраст, кога ќе се внимава на тоа дали постои интеракција со некои други препарати, може да исто така се користат за засилување на имунитетот. Тоа е отприлика вака во Овошјата кратки зеленчукот црти. отприлика што најмногу би Многу е битно да се внесува, реков веќе, витамините, ги има во овошјето, во зеленчукот ги има минералите, антиоксидансите, повторно ќе ги спомнам тука. Децата да бидат на една балансирана мешана исхрана во која што ќе има многу овоше, многу зеленчук, помалку јаглени хидрати, шекери и маснотии. Практично здрава храна. До кога рековте, докторе, ќе трае оваа сезона? Па ја, обично, До до сегашното искуство би требало некаде кон крајот на декември, негде почеток на јануар да се смири оваа наезда, да речам, на заболување на белите дробови, на респираторниот тракт. Обично се очекува едно смирување некаде во јануар месец, да би потоа при крај на јануар, февруар, март повторно имаме еден пик до негде пролетните месеци, април, мај, кога се очекува да тоа се све смири, иако минатата година, а и предходните години имавме многу респираторни заболувања во тек на летото, што не беше критично до сега. Повторно тоа го поврзувам со климатските промени, со појавата на глобалното затоплување, со многу денови влажни, значи врнежливи, кои погодуваат многу за развивање на овие причинители на респираторните болести. Така. Ви благодарам многу што одвоивте 30 минути во сабота, да не почестите со вашето присуство, да одговорите на сите прашања кои што ги имавме за вас, ке се видиме секако во некоја следна прилика. Секако, Што помалку пациенти да имате, тоа е најважно. Тоа е најважно, да, и да бидат здрави децата. Така. И со гостувањето на доктор Фидановски го завршуваме ова издание на Ја сакам Македонија.